Да, вечерва во тема на денот, како што најавив, разговарам со професор доктор Владимир Димов од Аџибадем Систина, еден од најдобрите абдоминални хирурзи во земјава. Ви благодарам што поканивте, што ја прифативте нашата покана да бидете дел од дневникот. Благодарам и на вас. Да ви пожелам се најубаво новата година, како и на сите гледачи. Пред се да биде различно од оваа што помина. Дај Боже да биде различна. Доктор Димов, поводот за кој што го договоривме најпрво овој разговор вечерва е еден добар повод да тргне годинава, да речам, со некои позитивни вести. Тоа е една успешна интервенција која што е направена во Аџибадем Систина, и тоа лапароскопски интервенција на панкреас. Може ли да ни кажете, бидејќи самата болница беше соопштено дека се работи за една ретка интервенција и навистина голем успех, затоа што се прави само во некои најуспешни врвни медицински центри во светот, да ни кажете кои се спецификите и што ја прави толку сложена оваа интервенција? Видите, панкреасот како орган сам по себе е сложен за секаков тип интервенција, и на отворена и на лапароскопска особено. Она што оваа интервенција прави да биде сама по себе интересна, односно да биде таква квалификувана како што е дадено во соопштувањето, е затоа што е исклучително сложена за извршување по лапароскопски пат. Уште еднаш ќе напоменам и по класичен пат, но по лапароскопски пат, бидејќи панкреасот сам како орган е така сместен и обкружен со други органи, што неговиот достап е и многу тежок и многу опасен заради околината крвните садови кои што го окружуваат, и тоа ја прави интервенцијата да биде многу со такви карактеристики. Важно е дека ете и ние сме во редот на земјите во кои што тоа се прави. Навистина е привилегија за одредени центри само кои што може да го прават. Ова не е прва интервенција, ни други сме правиле интервенција на панкреас, но е прва со таква локација на панкреасот, и тоа е тоа што ја одвојува од рутината. Нормално дека денеска лапароскопијата, тоа бидејќи сум јас одавна во лапароскопија, секогаш кажувам дека нема нешто што не може да се направи и по лапароскопски пат, со тоа што за да такво нешто се направи треба и опрема, и трпение, и големо искуство, и големина труд да поминете ни сите фази на развој за да достигнете до ова. Ова е интервенција која што е навистина многу тешка и многу одговорна за извршување од страна на екипата, но за тоа сите бенефити, сите се она што е добит оди на пациентот, кој што е, како што гледате, претпоставам дека е напишано во соопштението, 4-тиот постоперативен ден ја напушта болницата без вообичаена болка, без нарушување на интегритетот на телото и со огромна добив од таква операција. Кога ќе стане збор за во случајов тумор на панкреас, се подсетуваме дека постојат и други болести, затоа што во изминативе месеци постојано зборуваме единствено за заразата со COVID-19. Смитате ли дека и самиот здравствен систем е преоптеретен, па не може да обрне внимание толку и на останатите болести, па и на превентивата, но и граѓаните се толку исплашени од заразата со COVID-19, што буквално се ставени во втор план сите оние здравствени проблеми кои што редовно постоеле и пред COVID-19, ќе постојат и по оваа пандемија. Точно како што кажавте на крајот, илузорно е или не е вистински да размислуваме дека денеска ги нема више другата патологија која што сме имале до сега и постои само COVID. Значи, за жал, мислам дека и од страна на пациентите кои што сами на себе треба да се обрнат внимание, и од страна на здравствениот систем кој што е во една ваква, би рекол, стресна состојба од која се појави со ограничени капацитети за се друго, останатите болести на некаков начин одат во втори план, тие ќе дојдат во први план, например, кога да кажеме ова првобитна хаосна ситуација која што имавме во минатата година, се надевам сега со вакцините и со се останато ќе почне да се смирува, тоа ќе видиме многу случаи на кои што не е обрнато внимание на време, ќе дојдат во едни закаснети форми, во меѓувреме и заминуваат случаи за кои што немаме јасно сознание, бидејќи не е само ковидот, но пак најголемите капацитети кои што се во здравството се посветени на ковид пациенти. Прави ли проблем токму таа пренамена на сите капацитети во јавното здравство? Гледаме дека буквално сите клиники се сега претворени во ковид центри, здравствениот персонал, буквално од сите специјалности е пренаменет во третман на заразени со COVID-19, други инвестиции речиси да не се прават.
каков проблем прави тоа на пациентите кои што се соочуваат со други болести? Тоа е една изнудена ситуација во која што се прави обид на секој пациент да му се даде можност да дојде до болнично лекување и да ја прими онаа помош која што најчесто ја бараат, а тоа е покрајостанатата терапија, кислородна терапија, која што тешко може надвор од болнички услови да се даде. Сигурно дека цената на таквата работа, од една страна пружајќи помош на едните, доаѓа до запоставување на другите, па дури би рекол и на хитни состојби во медицината, бидејќи на вистина ангажманот, капацитетот на здравствените организации, на здравствените установи, на здравството цело е фокусирано кон една проблематика која што не е за подценување, е многу сериозна проблематика, меѓутоа капацитетите се тие и можете замислите дека колку и да се сака, не е возможно да се обрне внимание на се. Инаку кажувам дека сум убеден дека многу луѓе со други заболувања плаќаат цената на оваа состојба со ковид. Што е спасот во ваква ситуација? Ева, ајде ќе се навратам на еден период кога вие бевте министер за здравство. Тогаш се случивме со закана од птичи грип. За среќа немавме ширење на заразата, но сигурно дека со она што во тој момент се сеќавам дека имаше огромен број на пресконференции, медиумски екипи на секој чекори на клинички и се бараше нели начин како да се заштити населението. Имаме ли научени лекции можеби од тој период во делот на организацијата на системот, превенцијата, за кои што би можеле да ги примениме и денеска? Па овака. Значи, светот до сега се соочувал во последните 20 години циклично, секој 3-4 години со по некоја инфекција. Дали е тоа SARS, дали е птичи грип, дали е свински грип и така, но ниедно од нив не експлодираше до овие размери до кои што експлодираше. Секојаш реакција да беше во еден момент во кој што имаме дадена ситуација, ниедна не беше ни приближно еднаква на оваа, се санираа состојбите, се сузбиваа инфекциите, кои што по број на инфицирани, по број на заболени не може да бидат сразмерни, но има впечаток дека не се излекуваше заклучок дека треба да бидеме готови, како едно време што се викаше да се спремаме да живееме како да ќе биде вечито мир, а да се спремаме како утре дека ќе биде војна, нели? Ова дефинитивно, оваа состојба, бидејќи најверојатно нема да е прва, не само со ова, најверојатно и други такви во некоја иднина ќе доаѓаат, само по себе ќе го натера здравството, ќе ги натера системите да живеат по друг начин, да се организираат по друг начин и да имаат оперативни планови за секаков тип на инфекции, кој што по мене, по моето искуство што го имам, бидејќи ние и тогаш имавме оперативен план кој што го правевме заедно со колегата Каражушки, за кој што за жал денеска нели разбравме дека е позитивен, оперативен план кој што го презентиравме и во Европска унија, како би се справувале во случај кога би биле толку болни, па толку болни, па толку болни и така. Така да мислам дека во иднина, не само кај нас, целиот свет, кога ова секој го изанализира, ќе донесе заклучок дека мораме да бидеме подготвени за вакви изненадни, би рекол, инфекции од познати и непознати чинители, како што е ова, во кои што сценаријата ќе бидат обработувани за да можеме во случај на 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000 болни, зависно од тоа колкава е бројката, така и да се организираме и така да ги организираме и капацитетите за да може да се остави да бидат способни за лекување на други болести, а не само на таквите опасности кои што може да се појават секој момент. Која е вашата оценка за сегашното справување со овој предизвик? Па видите, овој проблем не сакам да го анализирам само кај нас, ова е светски проблем и гледаме дека она што кај нас се случува и во светот. Прво се тргна од нешто сосема непознато, па почна полека да излегуваат определени сознанија, па тие сознанија се продлабочуваат од ден на ден. Горе-долу мерките кои што ги зима светот се еднакви, би рекол, со тоа што некаде се пострикни, некаде се помалку стрикни, но она што го гледаме дека горе-долу резултатите секаде се или еднакви или многу слични. Значи дека сите модели се застапени, имаме застапени модели на комплетно затварање, на комплетна слобода, кои што меѓу другото се покажаа најлоши, бидејќи сега излегуваат лошите особини од нив, но мислам дека сите влечат заклучоци и
прават потези зависно од тоа како состојбата ни налага. Значи не трчаме пред состојбата, него трчаме зад неа, за тоа што ви кажувам. Сознанијата се тие, секојдневно се добиваат нови и нови сознанија и состојбата е таква што се надевам дека поради две причини. Прво, вакцината, а второ за тоа што сепак голем дел од населението веќе стекнува некаков имунитет заради тоа што или биле во контакт со вирусот, или биле болни и така. Ако земеме дека во Македонија има 80.000, 90.000 до сега диагностицирани, ако тоа со математичкиот модел го помножите по 8 или по 10, нели, колку и да е, ќе видите дека и само по себе добар дел од населението е имунизиран. И вакцината треба да помогне во тоа да можеме да сузбиеме оваа пандемија во овој момент, што не значи дека тоа ќе се случи утре. Предпоставувам дека наредниот период од уште најмалку неколку месеци, да не кажам до крајот можеби на годината, можеби не во со тој интензитет, но со сличен интензитет ќе имаме работа или со општо пандемиски карактеристики на епидемијата или со пожари кои што долго време по завршувањето на оваа акутна состојба ќе ги имаме насекаде во светот. Оптимиста дека Македонија брзо ќе добие вакцина, затоа што гледаме дека вакцинацијата веќе започната во земјите членки на Европската унија, во САД, Велика Британија. Кај нас ние се уште не знаеме ниту една точна бројка кога Македонија колку дози ќе може да има за нашето население. Јас се надевам, бидејќи коваксот, системот на ковакс тој работи и ние сме во тој систем, дека и ние ќе ги добиеме вакцините, со тоа што не се тоа да некого бранам или не, но бројките на вакцини кои осим во некои земји како што е Германија, како што е Италија и Англија, бројките на вакцините кои што се добиваат се минимални во однос на население и на се, дали некој пример 3 или 4 или 2000, па ако ние другиот месец ги добиеме, исто ќе стигнеме ни со оглед на населението. Меѓутоа, мислам дека е важно да ја добиеме вакцината, за да можеме да ги имунизираме оние луѓе кои што во овој момент се навистина во најголема опасност. Тоа се израслите работници, а и постарите, повозрастната групација која што едниот е нивниот статус во однос на ковид инфекцијата, вториот е каков е нивниот психолошки статус, кога тие луѓе се апсолутно во една апсолутна изолација и од најблиските своји веќе скоро ќе стане една година. И затоа се надевам дека тој момент на вакцина ќе дојде за да може тој период кај нив да се скрати. Доктор Димов, благодарам за гостувањето во тема на денот во Дневникот. Благодарам и на вас. Тоа беше доктор Владо Димов, абдоминален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина, наш гостин во тема на денот.